завршувањето на Првата светска војна во Делчево, образованието било во многу незавидна положба. Во овој регион, последните десетина години, местното население било изложено на воени судери кои оставиле огромни штети во совкупниот развој на живење. Образованието на населението било на најниски развојни гранки. Неписменоста изнесувала и до 90%. Со формирањето на Кралска Југославија, новите власти во овој крај многу тешко се справувале со воспоставување на некаков ред на нормално школување кое ќе се одвива на српски јазик. Регионот на Делчево се сметал за еден од најнеразвиените и најнедостапните за комуникација. И покрај тоа што новите власти нуделе најдобри услови, во овој регион сепак одзивот бил на многу ниско ниво. Интересно е да се напомене дека властите на новата држава во овој регион праќала само учители кои имале српско потекло, додека во учителите од овој крај немале доверба, плашејќи се да не им предаваат на нивниот мајчин јазик. Старото училиште беше денешниот хотел. До самиот Андак. Една зграда на 2 ката беше стара, а после изградувањето на новото училиште само се уселува општинската полиција. До неа е куќата на Сугареви, а до неа на Мајсторчето. Точно знам, 22 година оти ме одведе сестра ми Смиля да ме упише на школа. А она беше за 4-то одделение. И Дабович, и она у школата 4-то одделение. Прв учител ти е бил? А ја прво одделение. Да, во прво одделение кој ти беше учител? Србин беше Милан Аксентиевич се презиваше. Добро. Аксентиевич. А втората година беше Дабович. Видо е Дабович. Добро. А третата година ми беше Наталија Павлович. Беше там од Србија, некаде там од... Добро. И после Овчар. Добро. Ме конадеа со 10 овци и до дека век векуваче се сам пастир Овчар. А дека учеше прво одделение, у која зграда у Делчево? Па те таму старата школа, дека е пожарното. Таму не беше првата школа? Таму беше старата школа. Колку бехте у одделение души? Па имаше 2-30 комари. А можеш ли да се сетиш за нешто што си научил од прво, второ, трето одделение, за некој расказ, за некоја стихотворба, нешто? Да ти текнем тој момент. Па, знам. На двориштето ставија на првија даски такова, да она име ставија да кажа стихоторбата "Сеа брата на вечера звала". Знаеш ли да ја кажеш? Што имаше стари свет, се расплакаа. Сеа брата на вечера звала, ајде брате са мном да вечерамо. Не могу ти сео вечерати, јас сам јео пио, јас сам бил у механи јео пио и с турцима кавгу заметнуо. Вика, убила сам јединац у мајка. Они сега ја даем и сребро и злато. Они нече ни сребро ни злато, само очу за мене у главу. Крвнино, кој ли, мој ли, мене или никога може. Сеа брата опет беседила. Тоа да разбира српски, да? Така. Опет. Ајде брате да вечерамо. Сеја има до 4 сина. Еднога ќе турци поклонити да замени брате твоја глава. Уранина мајка кука кано кукавица и нарича сина Радована. Радовање прва радост моја. Милан ми е
prvo milovanje, Jovan mi je knjigu izučio, a Simi on je materin mezinac, znači galenikna majkata. I u ranini majka cel noć plaće, kuka i ne zna koga sina da prežali, će prežali sina Simeonja, on je najmalečog prežalila, da go i u ranini majka sina probudila, ustaj Simo, sunulo je sunce, da te ujka u dvori ne čeka, da mu budeš dever uz devojka. U škola, pa idemo u 7 i si završime do 9 leta, to 2 sata. Da. A šve učeš? Koji predmeti učehte? Učeme si os, najprvo os ima na bukvaru, osa, i vika os, so, oso, nema druga bukva. Dobro. Oso, samo o i s. Dobro. Posle do nadeja, turija, nuška, nuška na bukvaru, nuška i sond, oso i son, distavija. Pa posle po n turija at na bukvaru, osa. I pa da odgovarame na a. Pa posle beše igla, pa na igla, pa igla imаше na bukvaru, pa i, pa te така, pa uzda, te така учеме. Ние тогава. Така. Те така учеме. А, Б, В, Г, това. Во периодот од 1920 до 1924 година, учители кои ги учеле децата во Делчево, според податоците со кои располагаме, биле следниве: Божидар Павловик, Милан Аксентиевик, Светозар Дебелјак, Видое Дабовик и други. Во тој период школото се наоѓало во зградата на денешното старо пожарно во центарот на градот. Посебно училиште за турските деца имало во зградата која се наоѓала до денешната џамија. Како учители, Сулейман Ефендија, Фатима учителка, мажот се викаше Усаин, и Адем Гагаров, овие се учители. Јас свидетелство, тоа го извадих, после ми требаше на полагање кој до 8 деление да заврша, не можеме другај, и одохот Киро Мавлодиев, и он ми беше учител, знаете го, синот жив там до банката сиди, Димна, ако се сеќавате, на Јордан Бели, госпоđата, Ванчо Бели, у банката Марзо, што работеше на му. Што ви предаваше она? Она по македонски ми предаваше. И, учителу Сулейман, ето, тука... Која година е това? 50-51 година. Да, 50-51. Првите чекори училишни ви беа во која зграда? Ние, јас керна горе. Горе? У Ванчо, прак сега, што се вика школата. Муслиманска школа, ја не сам ја затекол, сега дека сиди шефо, кинуријата таму, Рожијата. До џамијата? Првата, изгледа брат му е прва, па Рожије втори. Тука имаше толена просторија голема, објаснуваме таму дека школата, ама таа муслиманска школа читаше се на арапски. Да. Това е, има дел учествувала е сестра ми Санија почина, она е 19-та родена, другата сестра 22-та и она е учествувала и некои други од тие. Сега за први учител, кажете. Тие са, имаше учители, имаше еден оđа, Рифат Кафадарски. Тој беше като муфтија за време на тогашната состојба на муслиманскиот дел кој се учеше школа, а други после имаше еден Усеин Пакето. Добро. Тоа е подоле. И тие беа учесници, тие две оđи,
ги памтам дека постојаш. И ден овој го памтам, татко ми кога умре, може да ви кажем и ово, памтам го тоа. Први учител Сулиман е... Презимето како беше? Сулиман Салиев. Салиев. Тој тука има. Која година е роден он? Па некаде, види оваа генерација учител може да со Киро, може Киро Мавродиев. Добро. Тука е некаде. Може 18 или 20 тука некаде. Па јас сам почнал од 10 години, помагах и на школа одех. Добро. Помагах на татко ми и на брат ми таму. На школа одека одехте? На која школа? Старата школа. Горешо е. Горешо. Да. Таму одехме на школа. Беше учител Сулиман. Добро. И Турчин. И она, чекай да ја видам, Фатима. Добро. Беше учителка, што одехме у турска школа. Да, турска школа беше? Да. Јас одих 1 година у турска школа, ама после не хтех и се префрлих у македонска Добро. школа. Добро. И си Заврших со македонска школа. Не хтех да ода на турска. А во исто време и учехте го занато? Да. Добро. Кога имах слободно време, кога имах учење, оставаше ме баща ми. Имам за учење, пуштеше ме. Така. И да си науча. И така. Први учители кои потекнувале од овој крај и ги учеле децата се Димитар Кушев, Филимена Симеонова, Санде Арсов, Ристо Попарсов, Доне Мавродиев и Мирослав Бидев. Од 1982 година во нашиот град почнува да работи и нижото стручно училиште. Во ова училиште момчињата биле учени да одгледуваат овошни насади и да чуваат стока, додека девојчињата ги учеле да готват и да шијат. Во 1932 година се отвора сосема ново училиште со 8 училници и помошни простории. Училиштето е изградено од другата страна на реката Брегалница. Ово училиште денеска се вика Климент Охридски. Во поткровието на тогашното училиште од 1924 до 1927 година учители направиле мала сала која ја користеле за организирање на мали драмски представи и игранки за младите. Скоро секоја сабота навечер се правиле вакви забави и при тоа се наплаќале влезници. Парите од влезниците биле наменети за набавка на книги и весници и оставени во малата библиотека која била во склоп на школото. Децата од Делчево во својот град можеле да учат само во 4-то одделение и ако сакале да го продолжат своето школување, морале да дојдат во училишта со повисоки класови во поголемите соседни градови. Но тоа се случувало на деца кои потекнувале само од имоти фамилии. У тоа време, значи, во Делчево почнуваат да се школуват. Да се школуват луѓе кои тука во Делчево имало само до 4-то одделение училишта, а за повисоко образование морале да одат во Штип или Скопје или па некои дури во Белград. Први учители од нашиот крај тука Цароселскиот са Димитар Кушевски, Стојан Димитров, Сулиман Кадиски, Санде Арсов, Мавродиев Киро, Васил Јосифов, Јордан Белогаски, Мара Гавова, Зујца Симеонова и се омажувала во Горна Џумаја, Вета Симева и Филименка Симева. Во Стариот Расадник таму имаше некоја домакинска школа што учествува тогај напредни девојки, не жени, девојки, што ги знам ја што се учествували едно 10 нив во Расаднико, а исто таму во Расаднико живееше некој Србин и некоја перса од Разловца, учителка. Тука у таа школа. У Климент Охридски старата школа. Таа школа, што таа са поправјали. Да. Големата. Да. Со двориште големо што е. Како се викала првата учителка? Учител? Учител беше Стево. Стево? Стево се викаше. До кое одделение учехте? До 4-то. До 4-то.
до четврто. Ама учехме се од радничка школа, па радничка, па физкултура, па историја, па српски читање, па земјопис, па познавање природе, па се сме учили тие. Сакото се учато, 8 оделение и това, ние сме тие часове давали се. Физкултура, радничка школа. Дали се сеќавате од тој временски период на некои од првите учители? Кога ја одех на школа од 35 година, Барјактаревиќ беше директор на школата, Стево Јовановиќ исто, Ранчич и сасем заборил сам името на една учителка имаше. Вие каде одевте на училиште? У новото училиште. Дали се сеќавате колку имаше во тогашно време паралелки ученици? Отприлика, вашата генерација, колку ученици беа? Ние бехме една паралелка, колку се точно не мога да се сетам. Па прво оделение, значи некаде 36-та и 7 година. Затоа што ние завршихме 41 година четврто оделение. Добро. Значи 41 година завршихме. А на првите учители сеќаваш ли кои сте предавали? Првите учители Васо Барјактаревиќ, Ранчич, на покојни Чивило Драмчански зет, Добро. тука беше, Дабовиќ, Добро. он седеше кај Чимевите, Даница имаше една, па имаше ги, не може точно sad да сетат сите. Во горната школа. Климент Охридски, таа школа беше. Јас прво оделение го започнав во 1940 година, тоа значи 41 учебна година. Учевме во сегашната зграда на осмолетката Климент Охридски. На учителите по име не се сеќавам. А знам дека прв пат кога отидовме во училиштето, постоеја неколку учители. Да. За кои јас не можам ништо да кажам, бидејќи тогаш сум бил прво оделенец, тешко и да сум знаел, а уште повеќе што тоа е пред 50 или колку години. Знам дека уписот на презимето на учениците не беше како сега, него секое презиме завршуваше на иќ. И се сеќавам на тоа што кога учителот не прашаше кој си ти, требаше да кажеме јас сум тај и тај, и тој продолжува, а шта си ти? Господине учителю, јас сум Србин. Така. Друг впечаток што имам така незаборавен е во прво одделение, наводно кралј Петар на тогашната СХС, Краљевина Југославија, испратил на новите ученици шајкачи српски. И тие шајкачи мораше да ги носиме на училиштето и движењето дома, назад и така натаму. Еден од најстарите учители е Дабовиќ. Дали имало од нашиот крај некој учител да
се сеќавате во тогашно време? Да било од регионот на Делчевско, на Царево-Селско? Имало. Да. Имало. Таков учител е учителот Стојан Димитровски од Тработивиште. Односно, неговото потекло е од село Панчарево, а женет и долго време работел во Тработивиште. А предпоставувам дека за време на Краљевина Југославија не работел на просторот од општината, туку овде беа учители исклучиво од српско, црногорско и делумно, како и сите други служби, хрватско подрачје. Нашите учители, знам тоа, завршиле учителска школа српска, не знам во кој град, и покрај Стојан ми се чини дека таква школа има завршено и Тиро Маврудиев, кој покасно беше познат просветен работник, директор на осмолетката и истовремено вршител на повеќе општествени функции. Кушев. Кушев, стариот Кушев е исто така српски учител, а нашенец од село Тработивиште. Тој е малку повозрастен од Маврудиев, од прилика како што беше учителот Стојан Димитровски. Во наше време ние прво преживеавме неколку војни. Тие беа одраз на ова се што се после дешаваше. Преживеавме војни кои младоста ни ја одземаа на крајот. Но во секој случај бееме спремни да го това поднесеме. И да одново збереме сили да направиме се тоа што ни е потребно да можем да си го уредиме животот. Да имаме не само материјална подлога, туку и душевна подлога. Да можеме да живееме како луѓе, како народ, а тоа ни овозможи времето после 44-та година. Кога дојде, кога Македонија за прв пат се ослободи. За време на Втората светска војна, во периодот од 1941 до 1944 година, учениците од Делчево учеле на бугарски јазик и биле учени само од бугарски учители. И оваа власт, како и предходната, не им верувала на домашните учители, кои се плашеле да предаваат на својот мајчин јазик. Бугарите, додека биле на власт, го продолжиле образованието на децата од 4 години на уште плюс 3 години, така наречена прогимназија. И во времето на оваа власт, во градот работело домакинско училиште за земјоделски и домашни потреби. А за време на бугарско, сеќавате ли се нешто, дали се е случувало од 41 до 45 нешто во Делчево? Имало ли некои промени во сфера на образование, на култура, нешто? Имаше, да. Да, бугарите, они сигурно... Учители од Бугарија беа, а од тука немахме наши учители. Кушо, Димитар Кушевски и Стојан. Они беа учители, а иначе од Бугарија беа. На бугарски се учиш? На бугарски. Додека учехме на српски, учехме до 41-а, од 41-а, од есента почнахме на бугарски. До 44-та? И 44-та Киро Маврудиев, као директор на школото тука, ќе ги сменеме овие букви, Ю, Ја, не знам тамо, Ер голем, Ер малок, вика се заменуваат со тие букви. Така. И се продолжихме школот. 45-та година веќе Македонија во Делчево се применува целосно. Целосно македонскиот јазик. И македонски и училиштата се. За време на 41 кога дојдеа бугарите, почнахме да одиме 27, 28,
29-то, па и 30-то годиште у први клас прогимназија. Кога дојдоа бугарите, пошто тука имаше само до 4-то оделение. Така. И се формираше така наречена прогимназија, оние вика. Добро. Сегашна осмолетка. И првата година, тоа 44 учебна 44-та 41-42 година, сите заостанати генерации 27 година, 28, 29 и 30 беа примени у први разред на таа прогимназија. И ние завршихме трети клас. Од кај них беше матура се полага во седмо оделение и со тоа се завршува средното, мисля, основното образование. Карактеристично е што 41-та година ние до крај неја завршивме. Им ни дадоа свидетелства од оцениките од полугодието, пошто почна војната, секојдневно авиони тука минеа и не смеа да не групираа да учиме. И ги добихме свидетелство за завршено основно образование или трети клас, како го не ви каже прогимназија. На 6 април 1941 година, како што е општо познато, е извршена агресија на тогашна Југославија. Овде кај нас агресијата извршија германски сили преку територијата на соседна Бугарија. Цар Борис III, царот на Бугарија, склучува и пристапува кон тројниот пакт на Рим, Берлин и Токио. Тој токму заради тоа, како услов, е бил поставен да се дозволи преку територијата на Бугарија да биде нападната Југославија од оваа страна. Така. Нападот го извршија германците. А нешто покасно, дали беше половина, месец, не знам, дојдоа бугарските сили и почна да се шири глас дека нашата територија, мислам македонската, е ново ослободени краишта на Бугарија. Јас сакам да кажам да во месец април најверојатно како резултат на проценките што се направени на државно ниво, се знаело оти ќе се изврши агресија, нарочно после 27 март, кога е раскинат пактот во Белград. Дојде во Делчево, Колев сигурно се сеќава на тоа, голема воена единица. Бидејќи касарните биле релативно мали и не можеле да се соберат сите војници, прва државна зграда која е претворена во касарна беше училиштето сегашно Климент Охридски. И на тоа се сеќавам како после некое време не испратија да учиме во читалната на чаршијата. По кратко време, најверојатно и тамо беа лоцирани војска, војници, не испратија на училиште во една куќа тука изнад старата стамбена зграда, дали е Киселичка, не се сеќавам. Покасно по ослободувањето беше интернат. Меѓутоа и оттаму не истереа, условно да кажам, и нашето учење во прво оделение заврши пред време.
и тогашните ученици, бар за прво одделение, не добивме никаков писмен документ оти сме завршиле прво одделение. Прво одделение 41 година у Бугарско. Сеќавате ли се на првиот учител, на првата учителка? Сеќавам се многу убава жена беше, Масалджиева се викаше. Многу ми искаше како ученичка. Да. Колку бехте во одделението, колку сеќавате се? Па 27 ученици бееме, и машки и женски. И женски. Да. Дека учехте? У старата школа. Горе. Горе, што е старата српска школа. Да. Таа беше. Сега денешната Климент Охридски. Да, Климент Охридски. Е така. За тој временски период што можете да ни кажете како ученик? 4 години бехте ученичка за време на бугарско. На бугарско. Така. После дојде. Смени ли се учителката или си останаа истата? Истата учителка на 4 години. 4 години. Да. А после бугарско? После бугарско македонско. Македонија дојде. Вие веќе кој одделение бехте после? Па 4 години 5 одделение. 5. Одна почнахте на македонски на јазик. македонски. Први клас, па бевме прилично негде околу 40 човека. Генерација постар беше Коледжа Бирски, Драго Грленски, Љупче Миленков, Миле Сугарев, Никола Димиторски Тркалето, 28-ма, 29-та бех ја, Миле Ангелов, Ванко, Зора Симичова беше 28-ма некаде, сестра им Палето, и они две беа, Олгица тука на Перица сестра, а ние у трета година прогимназија добихме униформа. Добихме по една кошула, капа, опасачка иш, со кама убава, панталони убави, со шириче, па се построеме, па ајде, па на црква не вода. Нема. 43-та сакаше да укинат гимназијата, прогимназијата. Ради тоа што ние што бехме втора, трета година, некаде покојни канат, од на Филименка што е брат, Коледжа Биро, Коле Пашата, заклинувам, заклета да полагаме. Знаменце се држи и ние поред, јас се, не знам какво беше, јас се заклинувам, оде дај иди, разбраат тие нашите професори и сака да затворат. Ја беа затворили може би една недела, али се собират тука. Киселички, Мајсторчето, доктор Тренчев, Сугареве, богатите тие, Стојанов, Назафе, татко, да. Тие се собират и се жалат до тамо и после па се отвори прогимназијата и си продолжихме. Значи толку биде до трети клас прогимназија. По завршувањето на Втората светска војна, Народно-ослободителната власт за прв пат во историјата на македонскиот народ во училиштата вовела учење на македонски јазик со своји учители и своји книги. На 25 октомври 1944 година во Делчево со огласување преку барабан биле повикани сите деца и младинци на возраст од 7 до 15 години да се јават на училиште и да почнат да учат на својот мајчин јазик. Училиште во Делчево по ослободувањето се отвара после 19 октомври 1944 година, бидејќи по пробивање на фронтот во Длабочина и доаѓање на бугарските окупатори, тука беше воспоставена власт на царство Бугарија. Учители беа исклучиво бугари. Убаво се сеќавам дека на 7 септември партизаните дојдоа од правецот на Дехчево. И
се постигна некаков усмен договор помеѓу партизаните и бугарската армија, која неорганизирано се повлачеше од внатрешноста на Македонија. Тогаш се влегоа нашите партизанските единици без борба во градот Делчево и дали на 7 или на 8, не знам, се одржа прв митинг во слободно Делчево. Арноама по превратот во Бугарија на 9 септември во Делчево се пронесе глас дека идат германски сили од правецу на Кочани. Партизаните се повлекоа плански од градот, а населението кој каде знае го напушти населеното место и отидовме некои во Трботивиште, во овие села покрај Брегалница. Мојата фамилија беше во село Чифлик. И кога дојде ред на 19 октомври да се ослободи Делчево од единиците на команда места на Делчево со артилериска поддршка од бугарската војска, која беше која поседнала границата да спречи пробив на германските сили во Бугарија, се ослободи Делчево. И затоа ние едно време го празнувавме како ден на ослободување 19 октомври. И сега тоа намерно го кажувам да го поврземе со училиштето. Колку време помина од ослободувањето после 19 октомври, не знам, а тоа е релативно кратко, се даде наредба од локалните власти, од Народно-ослободителниот одбор во Делчево, училиштето да почне да работи. И ние тргнавме негде, дали во октомври или во ноември, не знам. Знам и тоа дека во тој период, кога отпочна и кај нас училиште и во другите градови, од овде беа собрани ученици кои имаат завршено сегашно 8 одделение и беа испратени да учат во Скопје и Штип. Тогаш отидоа првите наши ученици кои станаа учители и учеа во учителската школа во Скопје. Сеќавате ли на некој од имињата? Се сеќавам Томе Ѓорѓиевски, на Љупшо, бившиот председател на владата, татко, Борис Сених. Имаше еден Миле на Тодосија, на црне од Ново Делчево, што беше брат, не знам дали се сишчаш. Моја сестра Зорка. И после 4 години тие се вратија како први македонски учители од Делчево. А за тоа време пред они да бидат, вас кој пред учеше? Они да бидат бугарски учители. Мојата учителка се викаше, знаев, ама во овој момент не можам да се... Цвета. Станува во просториите на училиштето во оној дел што е по-нисок, горе. Викаше се Сепаре. И покасно продолжи тоа Сепаре.
Имаше директор Коле, чини ми се, викаше се Мазнев. Чини ми се. За време на бугарско. За време на бугарско. Имаше и други учители, исклучиво бугари, али аз не ги знам. Коле, дали вие се сеќавате на некои од учителите? Вие колку години сте биле веќе тогаш? Па само прво да кажам дека за време на бивша Југославија, како што беше спомнено, дека Мавродиев е завршил учителска школа и прво негово вработување е у село Габрово. Добро. А за време на окупацијата него го преместуваат во Виница. Добро. Само учествува неколку време, па после доаѓа овде како просветен работник, па беше и началник за просвета во околијата. Тоа е после за време на Македонија кога е слободна Југославија. Директор на школата беше Мазнев, како што викаш, а имаше еден учител Њењо Николов. Да. Он ми останало зикјавање поради тоа што беше личеше на еден српски колонист тука Чуљак, го викахме ние, и се викаше Чуљак, и ние го крстихме овојка за Чуљак. После ослободувањето, после 44 година, значи во Делчево веќе почнува на македонски јазик. Првата генерација на учители веќе се враќаат назад и почнува со школата. Дали се сеќавате на тој временски период од 44 година до некаде 60 година, кои други учители веќе стануваат во Делчевската општина, освен овие кои што ги имате наброени, првата генерација? Кога почна учебната година, 44-та година, учители тукашни немаше. Колку се сеќавам, имаше некој Коста се викаше од Скопје, тој беше директор. Павле Бидев, веле мајстор покасно, шаховски, иначе презимето му завршуваше на Ич. Јас лично предпоставувам дека татко му беше доктор тука и најверојатно или му било српско потеклото, или заради тоа што бил доктор и бил под влијание на власта, морало да се прозива на Ич. Имаше Мара Гавева, девојка, повозрастна. Имаше Васил Јосифов, на Митко Касапино брат. Имаше учителот Стојан Стојменов. Тој бил воен музичар, а во времето на отварањето на училиштето станува учител по музика и некој друг предмет. Имаше една учителка Трајковска се викаше, малку надкривнуваше, се сеќавам по хемија ни предаваше. Кој друг можда имаше и некој други, сигурно имал. Борис Арсов, агроном, он ни предаваше биолошките предмети, ботаника, зоологија. Наскоро Борис Арсов се ожени за Вера од Радовиш и од кога она дојде во Делчево стана учителка, предаваше математика и мене лично ми била класен раководител.
имаше еден Цурев Иван од Струмица. Дојде со конј натоварен со багаж, дошол Струмица, Берово, Делчево да биде тука учител. Тогашно време прв учител кој е бил 45-та година за време на Македонско веќе? Па тогај ни беше она Арсова. Арсова беше ни по директорка и ни предаваше географија. Арсова од Делчево беше? Дошла беше, женена беше на Киро за брат. Да. Како ви кажа, ово по Белград, шо е Киро. Добро. Еден по српски ни предаваше, Мара ни предаваше географија. Да. Хемија ни предаваше... Ајки се сетиш. Да. Тек. Да. Хемија. Сега. Мара ни предаваше географија, да. Српски, Цурев, така ви каже, Кенада седеше тука, учителката. Хемија учехме, биологија учехме, историја, сите тие предмети сме ги учили, само тога имаше до 3 класа. До 3 класа. 8 оделение. У третата година се полагаше матура. Добро. Некаква матура се полагаше и се сметаше за 8 оделение. Учениците од турска националност учеле на турски јазик и биле учени од учител турчин, а 6 часа неделно го изучували македонскиот јазик. Во периодот до 1960 година во Делчево, од година во година се подобрувала состојбата како со учителскиот кадар, така и со просторот во кој се учел. Од Висшата школа за учители од Штип до 1960 година ќе излезе првата поголема бројка на учители кои потекнуваат од нашиот крај. Левже, јас сум многу помлад наставник и наставник сам од 1959 година. Заврших си учителска школа со 5 години и ме распоредија во Струмичко. Во Струмичко имах стипендија од таму и морах да отслужам 5 години, 4 години. Од таму, доваѓајќи во Тработивише, завршил висша школа и немаше наставник по физика, дојдеа и ме префрлија во осмолетката, во гимназијата. Во гимназијата ме префрлија за тоа што немаше наставници по физика. И како наставник морах и физика да водам. Ама после година дена станах и наставник си на осмолетката. И од тогај, од 54-та, од 1965-та, се замзи во осмолетката, која беше ново изградена, старата. И закачих и во старата школа учих. И во старата училица. Наставник по физика бех. И после СИЗО донесе одлука да направиме школа, нешто со наши средства, нешто со средства од собранието, и се изгради и се преселиме. Директор беше Мито, покоен. Прво оделение дека учих? У Тработивиш. Прво оделение во Тработивиш учих, прво, второ, трето, учише една учителка од Русиново. Па, осмолетката бееме распоредени до 7 оделение, па се преправи, образованието се измени и стана 8 оделение. Заврших прва генерација од 8 оделение. Од 8 оделение заврших и едино беше гимназијата отворена во Берево, тука немаше гимназија во Делчево, и учих прва година гимназија, односно 5 клас гимназија се викаше тогај. А од тогај, после првата година, јас се префрлих се во Штип, учителска школа. И учителска... Наша учителска школа се Мавродиев Димитар, Филипов Деспот, Златкова, Златка, Нацка,
од Делчево Сашка, Филабок Сашка. Таа генерација смислите, од Делчево имаше некаде 5-16 учители. Па 5-16 души беме се учителска школа си. А Киро Мавродиев беше шеф на Уштип, началник на образование, на Штипска, поранешна Штипска околија.